Добре дојдовте во новата дискусија од серијалот Јасно и гласно на Радио МОВ. Оваа епизода одлучивме да ја посветиме на теориите на заговор, на лажните наративи, дезинформациите кои се повеќе и повеќе не окружуваат и стануваат се поголем проблем во функционирањето на општеството. Дискусијата ја организираме додека во тек се деновите на медиумска писменост, а со нашите соговорници ќе разговараме за тоа зошто се привлечни овие теории на заговор, колку лесно се шират и кој профитира од нивното пуштање во јавноста. На овие прашања денеска дискутираме со Росана Алексовска од F2N2, проектот Борба против лажни вести и наративи, Бојан Кордалов, комуниколог и експерт за нови медиуми, и Владимир Петрески од сервисот за проверка на факти во медиумите. Прво ви благодарам на сите за присуството во оваа дискусија. Задоволство ми е што сте тука. Кордалов, би почнал со вас на самиот почеток. Една вака генерално објаснување за тоа зошто теориите на заговор се привлечни за граѓаните и дали можеби постојат одредени карактеристики кои што овие теории на заговор кај одредени луѓе може би се попривлечни од некои други луѓе. Сакам да ми кажете дали постојат одредени типови луѓе кои што веруваат во теории на заговор и што е карактеристиката на тие луѓе. Најпрво им благодарам за оваа можност и ајде одма да почнеме. Се што е непознато, недоволно истражено и што е ново и различно предизвикува многу повеќе внимание. И тоа е, ајде да речеме, повеќе психолошка категорија отколку комуниколошка, меѓутоа во делот на лажните вести се претвара во нешто кое што знае да представува навистина голем проблем. И во таква една дадена ситуација мора да бидеме свесни дека теориите на заговор и тоа како можат дел од луѓето да ги привлечат, бидејќи многу често тие знаат да бидат така замаскирани да не изгледаат како теории на заговор, туку да изгледаат како нешто ново, нешто свежо, нешто кое што никој дотогаш не го открил, нешто кое што навистина ќе направи поединецот, единката личност да се чувствува дека придонесува и прави нешто позитивно и добро со цел да демаскира некакви процеси и појави. Втората работа која што е многу важна е во цела оваа ситуација кога говориме за теориите на заговор е да знаеме дека е битка или борба која што е мачна, која што е тешка, која што е постојана, меѓутоа која што мора да се води. И една од грешките која што многу често ги правиме, особено како институции и кај нас и во светот, е тоа што ги делиме луѓето. Факт е дека ние како луѓе се делиме, имаме разлики и така натаму. Меѓутоа истовремено факт е дека ако етикетираме одредена група и кажеме дека таа е помалку или повеќе склона, меѓутоа во исто време ја дискриминираме, нема да постигнеме никаков напредок и никаква придобивка. Она што треба да правиме е всушност да видиме каде лежат предизвиците, каде лежат потребите и кои се тие граѓани, кои се тие групи на луѓе кои што најмногу наседнуваат или ги прифаќаат лажните вести, дезинформациите, ако сакате, многу често и теориите на заговор. Да видиме што е она што можеме да го дадеме, што е она што можеме да придонесеме, што е она што можеме да направиме за да ти излезат од таа ситуација. Бидејќи знаете како најлесно е да се дискриминираме и да се поделиме по разни основи и да констатираме дека едните сме подобри од другите. Меѓутоа, решение и лек нема да најдеме на тој начин. Корона кризата или ситуацијата со пандемијата предизвикана од COVID-19 многу јасно ни го покажува тоа. Всушност како со прст ни кажува и ни вели дека мора да вложуваме подеднакво во секој граѓанин. Не можеме како досега да велиме дека едните се поприоритетни, едните се попаметни или со едните граѓани повеќе сакаме да работиме, со другите не. Токму корона кризата ни покажа дека личното и колективното здравје е зависност, односно зависи од секој од нас и колку сме вложувале во граѓаните досега, зборувам во сите граѓани, колку денеска со оваа корона криза ни се враќа. Ајде да не повторуваме грешки и ајде да извлечеме заклучоци дека доколку сакаме да ги избегнеме лажните вести, дезинформациите и теориите на заговор, мораме да вложуваме во сите граѓани и мора да се вклучиме сите во оваа битка. Не да се делиме, не да се дискриминираме. Да најдеме начин како да се обединиме и да застанеме на патот на овие предизвици и проблеми. Алексовска, би продолжил сега со вас. Кои се најчестите теории на заговор или лажни наративи кои ги среќавате во вашата работа? Вие работите исто на
на проверка на факти, на разоткривање на овие теории на заговор, разни дезинформации и дезинформативни наративи во медиумите и на социјалните мрежи? Па вака, генерално во овој период на светска криза, која што е предизвикана од пандемијата на коронавирусот, секојдневно забележуваме дезинформации, а како една форма од тоа се појавуваат и теориите на заговор. Она што е интересно е дека теориите на заговор не се нова појава, постојат многу долг временски период, а уште поинтересно е што историјата не е прв пат да сведочиме на теории на заговор за потеклото на одреден вирус. Значи, ние секојдневно гледаме лажни наративи кои што ни велат дека коронавирусот е вештачки, кои што коронавирусот е измислица, коронавирусот не постои, не е толку опасен, дека ова се едно сценарио заради тоа некоја светска влада да не контролира. Сега да направиме една паралела за тоа кога прв пат се појавила сидата и вирусот што ја предизвикува болеста, тогашниот Советски сојуз започнал дезинформативна кампања дека ХИВ вирусот е биолошко оружје кое што било креирано од Соединетите Американски држави. И бидејќи тогаш немало интернет, најпрво во 1983 во еден индиски нискотиражен весник било објавено писмо од така наречен американски научник дека всушност американците стојат позади ХИВ вирус. Понатака ова писмо и ова статија и ова сторија во текот на подолг временски период, например, потоа во 85-та, во 87-та се актуализира и до таму стигнала работава да дел и од некои кредибилни медиуми ја објавуваат информацијата. Така да, човештвото не е прв пат да се соочи со дезинформативни кампањи, ги имало. Она што е особено битно и што сакам да го напоменам е дека и тогаш, а и сега, дел од овие теории на заговор имаат антизападен сентимент и се користат да преку нив се нападнат западните демократски општества. Примери за тоа има многу, не би навлегувала во детали и некако логично поврзано со се ова доаѓаме до моментот на злоупотреба на дел од овие случувања кои што се случуваат во демократските земји, како например протести против мерките за заштита од коронавирусот или поединечни мислења на одредени доктори или експерти кои што тука луѓето не знаат дали навистина се експерти. Целта е повторно да се прикаже дека западните општества се во некаков хаос и дека ета и таму има луѓе кои што нели се борат против таа светска влада, што нели не е точно. Но и уште еден многу битен момент е тоа дека се злоупотребуваат овие извори од западните демократски општества заради тоа што нашите граѓани, граѓаните на Република Северна Македонија даваат во огромно мнозинство поддршка и доверба во изворите кои што ни доаѓаат од западните демократски општества. Петрески, многу од познатите и светски теории на заговор, некои што се полокализирани овде балкански, дали од науката, дали од новинарите, дали од проверувачите на факти се оспорени, докажано е дека не се така, зошто луѓето уште веруваат во нив? Проблемот е што ете тие докази, значи тие материјали, тие написи во кои што се раскринкани теориите на заговор не можат да стигнат до сите. А дури и да стигнат до сите,
има многу нели верувачи во теориите на заговор кои нема да поверуваат без оглед на доказите. И тука е проблемот, особено например кога станува збор за сервисите за проверка на факти. Например, нивна заедничка карактеристика е дека тие се сите нови, сите работат онлайн на интернет, например, немаме телевизија за проверка на факти. Тие во многу земји тие се уште не се широко распространети и познати на јавноста. И потоа имаме проблеми со тоа каков е светот. Значи, светот е комплициран, а теориите на заговор се едноставни, лесно сватливи. Од друга страна, на вистината и треба време. Сите ја знаеме изреката, додека вистината ги облече чевлите, лагата ќе го заобиколи светот. Значи има многу причини зошто теориите на заговор се уште постојат и ќе постојат. Теориите, значи како што кажа Росана, теориите на заговор постоеле од секогаш. Значи и тие многу се користеле во студената војна. Арно, ама тогаш било многу потешко. Например, теоријата на заговор дека ЦИА го убила Џон Кенеди, која прв пат се појавила во некое локално левичарско весниче во Италија. Шпиуни на КГБ од руската амбасада морале уредникот да го посетуваат, да му даваат подароци, да го гоштеваат по ресторани. Значи тоа траело доека тоа се објавило, па после они тоа морале тој текст да го шират низ цел свет, па луѓе дури го земале весникот, па патувале од една во друга држава. Значи можете да видите колкав труд бил тоа голем за да се расшири една таква теорија на заговор, а сега тоа нели го правиме со неколку копчиња. И тука исто помагаат нели и алгоритмите на социјалните мрежи. Значи кога некоја теорија на заговор ќе добие, како се вели, залет, ќе добие голем број интеракции, алгоритмите на социјалните мрежи тоа уште повеќе го засилуваат. Така што, арно, ама па сега, па видите, не е толку едноставно. Таа карактеристика на социјалните мрежи, тој залет, што ви го кажувам, сега па и ние го користим. И ние проверувачите на факти. Значи сега и нашите проверки знаат да добијат залет, особено на меѓународно ниво. Значи ако некој направи една проверка на меѓународно ниво, ние таа проверка ќе ја земеме, ќе ја дополниме, ќе ја надградиме и после и таа зема залет. Така што, значи како што кажа Бојан, значи нема тука она што се вели silver bullet, значи нешто да направиме на брзинка и да го решиме проблемот. Тоа ќе биде борба која ќе ја водиме. И таа борба, мислам, нема начин како да се изгуби. Значи, со текот на времето, сега малце да глумам Нострадамус, со текот на времето медиумската писменост ќе расте, со текот на времето информатичката писменост ќе расте, со текот на времето луѓето ќе знаат, значи децата денес се раѓаат на социјални мрежи. Мислам, немаат играчки, имаат социјални мрежи денеска и они ќе бидат многу пописмени. И они немаат туку така лесно да како се вика, да наседнуваат. Мислам, голем број, например, теории на заговор или лаги се разоткриваат со едно копче. Десен клик и search Google for this image. И ќе видиш таа слика дека нема врска. Така што таа работа ќе оди, само што ние знаеме дека за тоа треба време. Кордалов овде ја начна темата за тоа како се шират овие теории на заговори, лаги, манипулации на преку комуникацијските канали. Секако доколку ги нема тие комуникацијски канали, не би можеле како да се прошират. Така што мислите, колку медиумите традиционални имаат овдека улога, колку имаат социјалните медиуми, која е кривицата кај едните и другите? Па јас сум човек и лично и како професионалец што сака да бара решенија. Да, важно е да ја најдеме кривицата, меѓутоа кривицата е кај сите. И се надоврзал со можеби последното што го кажа Владимира, тоа е веќе младите се многу повеќе описменети дигитално
и многу помалку наседнуваат и многу повеќе користат еден клик за да проверат информација отколку повозрастни. Тоа можеме да го видиме на социјалните медиуми. Ние имаме многу повеќе проблем според мене со медиумската писменост кај повисоките генерации. Зборувам медиумската писменост на интернет. Значи, бидејќи се многу почесто склони да мислат дека сите информации се релевантни или официјални или дека доаѓаат од место кое што треба да се земе предвид и така натаму и така натаму. Секако дека логиката зошто се толку распространети теориите на заговор, или ако сакате да се вратиме чекор поназад лажните вести, го спомена и Росана. Факт е дека постојат од секогаш. Факт е дека се надоврзавме потоа и велиме дека денеска треба многу помалку време. Зошто? Заради тоа што глобализацијата, интернетот, особено социјалните медиуми, овозможуваат секоја информација да го обиколи светот во секунди, се сложувам. А подобро запакуваната информација, особено ексклузивна, бомбастична, ќе го заобиколи многу побрзо од официјалната вест. Меѓутоа, токму тоа е предизвик. Предизвикот за институциите, предизвикот за сите кои што работиме на оваа тема. Како да ги направиме кредибилните информации еднакво кликавал, или еднакво добри, или еднакво вредни, како и оние другите. Бидејќи на крајот на гришта трката по кликови денеска носи сензационализам во огромна мера. Тој сензационализам во огромна мера носи непроверени или намерно утнати реченици, зборови. Најтоа како наставниците по математика ќе изостават една бројка или едно делче во формулата со цел да видат дали ја знаете постапката, а не дали ќе го добиете решението. И сето тоа понатаму води до креирање на лажни вести, до креирање на конспирацијски теории, теории на заговор и така натаму и така натаму. Значи, вината е многу лесно да ја најдеме во социјалните медиуми. Меѓутоа, што со тоа? Ќе ги исклучиме? Што ќе направиме? Работата е дека мораме да продолжиме со овие напори што се прават. Проверката на факти, контролата од страна на социјалните медиуми на глобално ниво, каде што се откриваат цели фарми на тролови, каде што се откриваат лажни профили, каде што се откриваат цели стратегии кои што имаат за цел да сеат и лажни вести, и говорна мрза, меѓутоа и конспирацијски теории генерално во интернет просторот. И многу важно, мора да се разбере дека се потребни реформи сегде. Не само кај интернет просторот и кај социјалните медиуми преку воведување на факт-чекери или платформи кои што ќе го прават, туку и кај властите во целиот свет. Како никогаш досега, властите мора да разберат дека мора да бидат транспарентни и посебно дигитално транспарентни. На многу едноставен јазик и начин информациите што ги интересираат луѓето мора да бидат достапни. Нема веќе време ние да се однесуваме како пред десетина години, да сметаме дека најголема реформа е ако имаме закон за пристап, јавен пристап до информации, каде што поднесувате, па до медиумите има рок да чекаат недели да добијат. Нема време веќе за тоа. Времето е сменето. Социјалните медиуми и интернетот покажа дека денеска информацијата патува за 5 секунди. Кој има време да ја чека одредена служба, одреден пиар сектор или било која делче во било која влада во светот да се пресмете и да даде одговор на одредена вест. И тоа е една од причините зошто не се спречуваат лажните вести. Не е оправдување за креаторите на лажните вести зошто го прават тоа. Меѓутоа, се одложува решението доколку не се прилагодиме брзо како институции. Втората работа, реформата на службите за односи со јавност е многу важна. Помина времето на пишувачи на соопштенија, свикувачи на пресконференции и така натаму. Денеска, вие да имате тим за односи со јавност кој што не е остручен за борба со лажните вести, а на прво место е транспарентноста тука, тогаш залудно вие функционирањето заради тоа што секогаш ќе ве победуваат и ќе видат во плюс лажните вести. Така што, ако на ова додадеме образованието, традиционалните медиуми кои што ги спомнавте, кои што особено во оваа пандемија покажа, јас по традиционални медиуми или по медиуми ги сметам и онлайн медиумите веќе, кои што имаат свој импресум, кои што имаат своја кредибилност и така натаму. Че медиумите генерално покажа во оваа пандемија што значи всушност и колка е нивната улога во борбата со лажните вести. Да не беа и порталите, и телевизиите, и радијата, па дури и весниците да ги пренесуваат во живо пресконференциите на министерот за здравство, на премиерот, на другите функционери, да не пренесуваат кредибилни и проверени информации. Јас се плашам да помислам каде ќе бевме во целата оваа ситуација. Не дека сега идеално, меѓутоа
секогаш да стимулираме и да замислиме каде ќе бевме ако тоа не беше. На крајот на криштата многу политичари од сите табори изградија кариери овие 6 месеци заради тоа што медиумите навистина професионално се однесува и ги пренесуваа фактите поврзани со борбата со коронавирусот, што е за пофалба. И ако сватиме дека ова е спрега, говорам борбата против лажните вести, борбата против сите овие конспирацијски теории е спрега, во која што еднакво ќе бидат вклучени сите и секој ќе го даде својот придонес, толку повеќе ќе успееме. И само со уште ова ќе ми дозволите, ќе се вратам уште еднаш назад. Тоа е првата и клучната работа, меѓутоа втората е неправењето на поделби. Ако не свативме до сега, во овие 8 месеци, поочигледно не можеше да биде колку делењето на вакви и онакви, по политичка, по етничка, по социјална, по не знам веќе каква основа, не гледаме дека е сериозен проблем. И само го расцепува ткивото, ги вгнездува, ги вградува лажните вести, ја вградува недовербата и прави ветер во грб на сите кои што имаат намера да ги разклинкаат, да ги ослабнат официјалните институции, а со самото тоа и веродостојните информации, самото тоа и секој од нас. Ако само извини што те прекинувам, но бидејќи ги спомна владините PR служби кои што треба да бидат некаков прв браник кон за лажните вести, информации, дезинформации, доколку можеш еве со 1 до 2 реченици како би го оценил нивната работа? Значи сосема на кратко, вака како експерт кој ги наблюдува. Јас многу имам зборувано за ова, но ќе се обидам во неколку накратко, да. За секоја пофалба е постојаната отвореност и одговарање на сите прашања, проблеми и дилеми кои што граѓаните ги имаат. И тоа е нешто кое што мора да продолжи во иднина. Слабости секогаш можеме да наоѓеме, меѓутоа важно е да се подобруваат и да се покажуваат. Предизвици. Под 1, немање политички поделби, тоа мора да запре, заради тоа што залудно е во водењето на PR, дали сте во владата или во опозицијата, ако создавате раздори и користите вакви кризи за поделби. Нема да имате ќар ниту како партија, ниту граѓаните ќе имаат како ќар. И втората работа како препорака е буквално инклузивност и вклучување на сите, наместо поделби кои што повремено можевме да ги видиме, а се плашам дека и во овој период, како што ги се затегнуваат се повеќе мерките и ќе доаѓаат опасностите, може повторно да се јават. Значи мора да се даде практичен пример пред се од PR службите и од функционерите дека мерките што се носат ги засегаат сите, ги спроведуваат сите и дека се буквално единствен начин затоа што има логика. Финалната препорака е предвидливост, тоа е нешто што многу фали, знам дека е тешко, меѓутоа мора да се смогне сили од здравствените авторитети да се изградат бројки на предвидливост, да се знае што е многу. Бидејќи 20 случаи на ден коронавирус беа многу, и 150 се многу, и 500 се многу, и 600 се многу. Значи, што е многу? Кој е многу е многу? Мора да се направи јасна класификација на тоа минимум, средина и максимум, и според тоа да се носат мерките. Ако на тој начин се пристапи во водењето на односите со јавноста, кон граѓаните и предвидливост какви мерки ќе се носат со секоја бројка, многу повеќе граѓаните ќе бидат сојузници во сето што се. Алексоска, вие редовно го следите македонскиот дел на социјалните мрежи за тие лажни наративи, дезинформации, теории на заговор кои што се шират. Најдовте ли некој шаблон, некаков терк по кој што овие информации или овие содржини брзо и многу се шират по социјалните мрежи? Значи, појавата на новите социјални медиуми донесе многу придобивки, меѓутоа донесе и ризици, односно платформите како Facebook и Twitter многу често се злоупотребуваат. И јас тука имам малце поинакво гледиште од тоа дека платформите се највеќе криви за тоа што ни се случува и за ширењето на дезинформациите и теориите на заговор, да имаат улога, но гледаме дека во последниот период започнаат да преземаат посериозни мерки, па многу често читаме како
укинале цели мрежи на фабрики со тролови, Facebook профили, Facebook страници. Оно што е техника која што се користи најчесто, не само кај нас, туку и во други држави, е дека најголемиот дел од обичните граѓани на социјалните мрежи не сакаат да се впуштаат и не се впуштаат во политички теми. Не зборувам за оние кои што имаат јасен партиски став, без разлика од која и партија и да доаѓаат. И поради тоа започнуваат на Facebook да следат Facebook страници на одредена тема која што нив ги интересира, значи за некој нивно хоби, хумор, сатира или животен стил на познатите или здрав начин на исхрана. Значи теми кои што не се примарно поврзани со некакви политички прашања, било домашни или надворешни. Но што се случува на вистина? Најчесто ова е техника која што се користи само за прибирање на голем број на следачи на одредена Facebook страница. Зборувам за Facebook страници кои што се анонимни и за кои што луѓето немаат податоци дали позади нив стои официјален ентитет, официјални луѓе, одредена интернет страна и така натака. И откако овие Facebook страници ќе достигнат доволен број на следачи, тогаш почнуваат да го менуваат фокусот. Па наместо темите кои што ги постирале до тогаш, како хумор, забава, сатира, значи тие Facebook страници се користат за одредени дезинформативни кампањи и за она што ние го викаме суптилен начин на дезинформирање. Видете, дезинформациите се опасни и се многу поопасни отколку да кажеме чистите лажни вести. За чистите лажни вести знаеме дека се комплетно лажни и тоа е тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за дезинформациите, суштинското нешто што треба сите да го разберат е дека имаме работа со полувистини. Значи, тие најчесто се служат, значи кога се дезинформираат луѓето, се користат различни техники, како например рециклирање на стари вести, дадени еднаш пред 5-10 години. Замислете, дури во контекст на Преспанскиот договор најдовме изјави стари 17 години. Значи, пред 17 години дадена изјава на граѓаните во одреден период им се сервираше како да е тоа нешто релевантно во тој контекст. На денот кога Северна Македонија стана членка на НАТО, а тоа е 27 март, кај нас се случи дезинформативна кампања која што по сите карактеристики може да кажеме дека беше сериозно испланирана и добро организирана дезинформативна кампања. Целта беше да се сврти вниманието на обичните граѓани наместо да се радуваме сите за постигнатиот историски успех, а тоа е членството во НАТО, и тоа е нешто што долги години сите граѓани на оваа земја го посакуваа. Поддршката секогаш беше на на многу високо ниво, но беше и заложба на многу влади во минатото, од кога Северна Македонија доби својата независност од Југославија. И тоа е нешто што е факт, тоа е нешто што беше посакувано, но ни се случи дезинформативна кампања со цел да се оттргне вниманието од темата. Сега, добро осмислена дезинформативна кампања никогаш директно нема да го нападне членството во НАТО или НАТО. Меѓутоа, тоа беше микс и беше преку теорија на заговор дека 5G мрежата го предизвикува коронавирусот, дека има негативни ефекти врз птиците и имаше неколку различни варијации на таа тема. Така да, мислам, она што треба сите да се сложиме е дека како членка на НАТО, нашата земја може да биде предмет на вакви и слични дезинформативни кампањи, особено во клучни временски периоди историски за нашата држава.
Петрески, верувам дека сте се сретнале многу пати со ситуации во кои што самите медиуми предизвикуваат некакви лажни наративи, дезинформации или се заплеткуваат во некои теории на заговор. Колку е опасно тоа што медиумите се повеќе се ориентираат кон кликови и кон читаност на интернет и на социјалните мрежи, па повеќе даваат внимание на атрактивни наслови, на бомбастични некои содржини кои што ги објавуваат, наместо да ја проверат и да ја потврдат таа информација како што треба новинарски. Не ве слушаме само, Владимир. Пардон. Значи, да, јас сакам само на почеток да истакнам дека социјалните мрежи во последно време на вистина вложуваат напори за справување со дезинформациите. Значи, тие сакаат содржините што се објавуваат кај нив да бидат што е можно повеќе ослободени од дезинформации и оној баланс меѓу слобода на изразување и борба против дезинформации да се постигне што е можно подобро. И некои од нив, мислам, тие и немаат избор, тие имаат договор со Европската Унија кои мора да го почитуваат. И тука има агенда цела кои они треба да ја исполнуваат секој квартал. Значи, овие 3 месеци треба тоа да направат, па тоа. Значи, тоа и Европската Унија тоа помногу следи. Верувајте ми кога ви кажувам дека помногу следи, дури се јавува по институции, по невладени организации и контролира дали социјалните мрежи го исполнуваат она што е договорено. Така што, мислам, тука сакам да ги пофалам, јас мислам дека ефектите се гледаат и ќе се гледаат што е можно повеќе, што се повеќе и повеќе. Значи, од она што го читам Facebook, веќе има договори со проверувачи на факти во 70 земји. Таа бројка ќе расте и во оние земји во кои што има ќе бидат ангажирани се повеќе и повеќе, така што таа работа ќе оди напред. Сега, кога станува збор за медиумите, значи, теориите на заговор и дезинформациите кај медиумите се од две причини. Првата причина е политичка. Многу медиуми имаат политички бекграунд, дури се создадени како средства за политичка пропаганда или се блиски до некоја политичка опција. Другиот проблем е филозофијата на стадото, значи еден ќе објави нешто што не е точно и сите други одат по него. И сега видете, дезинформациите ќе им се вратат како бумеранг. Значи, што се случува? Многу медиуми, например, форензичката дигитална лабораторија на Атлантскиот совет, пред изборите лани објави еден напис во кој што објасни како функционираат некои големи портали во Македонија. Значи, тие се некако станува збор за мрежи, за кластери и они имаат после многу страници по социјалните мрежи и ги шират тие вести. Ама сега и како прво, они имаат проблем што тие страници не е јасно чија е таа страница. А тоа според стандардите на Facebook не е дозволено. Значи, ако ви отворите страница на Facebook, мора да се знае чија е таа страница и зашто е таа страница. И ако напишете дека страницата е, не знам, да му помогнеме на Чичкомите зашто е сиромашен, значи на таа страница треба да му помагаме на Чичкомите за да ја, не знам, да му помогнеме, не знам, да има јадење, кров над глава. Тоа е целта на страницата. Не можеме на таа страница да лупаме сега текстови од портал. И сега имаме ние портали овде во Македонија кои имаат редица страници. Како прво ги кршат стандардите на Facebook, затоа што не се знае чија е таа страница. А како второ, тоа им се враќа како бумеранг кога ќе објават невистина.
Значи, за што станува збор? Значи, они ќе објават невистина и таа невистина они ќе ја споделат на сите тие страници кај што споделуваат. И Facebook не гледа на многу благонаклоно на тоа, мислам, јас не знам, не сакам ни да зборувам во име на Facebook, ниту тоа е моја работа, ама јас сум сигурен дека, мислам, не сум сигурен, но предпоставувам дека Facebook не гледа многу благонаклоно кога, не знам, некој ќе сподели некоја невистина, дезинформација одеднаш на повеќе места. Така што тоа не верувам дека добро ќе се одрази. Напротив, мислам дека многу лошо ќе се одрази врз нив и тука самите портали ќе сватат дека, значи, цената на објавување на дезинформации ќе се крене. Значи, објавувањето на дезинформации ќе стане скапо. Објавувањето на дезинформации досега беше многу ефтино, во смисла немаше никакви последици. Никакви последици. Вие можевте да лажете од оваа причина или од онаа причина, теории на заговор, да од непрофесионални причини, говор на омраза, политички причини, можевте да лажете без никаква казна, без никаква санкција. Значи, работата е тоа што сега ќе има санкции. И тука ќе се постигне нов баланс. И балансот ќе биде на страната на вистината. Зошто ќе биде балансот на страната на вистината? Затоа што социјалните мрежи се многу важни. Значи, еден сериозен медиум во 21. век не може да постои без социјалните мрежи. Може би и може, ама тоа би било прескапо. Тоа едноставно изискува да правите, не знам, посебни кампањи за да се испромовирате. Така што јас сум голем песимист, да ви кажам право, не бев. Значи, ние во Метаморфозис веќе 10 години проверуваме факти. Вистиномер, што го уредувам јас, е создаден 2011 година. И верувајте ми, во првите години, особено што го имавме, нели, тие настани во 2017 заробена држава, бев многу песимистички расположен. Ама во последно време, со овие акции, со овие мерки што испроведуваат социјалните мрежи и тоа, како што гледам, како се мултиплицираат, како нивниот ефект се мултиплицира, мултиплицирањето на тој ефект на оваа борба против дезинформациите ме потсетува на мултиплицирањето на дезинформациите од пред неколку години. И јас мислам дека тој позитивен ефект ќе се шири се повеќе и повеќе. Алексоска, ќе се вратам накратко повторно на вас. Кој профитира од овие теории на заговор, лажни наративи, дезинформации во јавноста? Кому му одговара тоа? Мене тоа ми е како најлогично прашање кој што се поставува после цела оваа дискусија што ја имав. Вака. Само не многу надолго, да. Затоа темата е широка, знам. Да, и покрај тоа што прашањето е широко, ќе се обидам да го одговорам пократко. Профитот и тоа кој профитира од ова, можеме да го анализираме на неколку нивоа. Прво да речеме дека имаме луѓе кои што сакаат да заработат пари, па си почнуваат свој бизнис со одреден интернет сајт, кој што за нас, ние не можеме да го третираме како медиум. Заради тоа што тоа се пишувачи на текстови, тоа не се вистински новинари. И потоа тие си имаат нивни Facebook страници, добиваат преку каналите на социјалните мрежи посети на нивниот вебсайт, одат кај маркетинг агенциите за онлайн маркетинг, им велат дека имаат вебсайт кој што има голем број на дневни посети и добиваат реклами. Покрај рекламите од домашните актери, добиваат и реклами преку одредени огласувачи и многу голема заблуда е дека само се заработува од огласување на Google. Значи, постојат и други платформи за онлайн рекламирање. Така да, ова што го спомена Владимир, со одговорноста на големите технолошки компании
кон Европската Унија е одличен пример и многу добар механизам, но паралелно на тоа што го правеше Европската Унија со големите технолошки компании, истото тоа го правеше исто таков процес започна и со маркетинг агенциите. Така да тие се еден голем и битен сегмент кој што не можеме да го оставиме надвор. Сега, од целата оваа ситуација губат кредибилните медиуми и кредибилните новинари. Значи, зборуваме за новинарски агенции кои што имаат сериозни новинари, имаат уредувачка политика, следат одредени правила и стандарди, едитираат текстови, истражуваат, преведуваат, снимаат. Значи, тоа е огромна работа. И сега, нивниот дел од тој маркетинг дел го зема некој пишувач на текстови што прави копи-пейст, што со едно кафе од дома на интернет дента ќе обезбеди број на кликови со сензационалистички наслови и како се вика тука прашањето клучно е кој губи. А секако не смееме да го занемариме и оној другиот дел, а тоа е се додека постојат домашни фактори кои што имаат ќар било да профитираат или да дезинформираат, секогаш сме отворени за надворешни, малигни, странски влијанија. Значи, не е ништо ново за односот и мешањето на Русија во внатрешните работи и во внатрешните проблеми на многу земји во светот, особено демократските западни развиени општества. Така да, прашањето би го реформулирала и би го поставила во контекст на тоа кој се губи и колку сите ние други губиме, сите што се обидуваме на било кој начин да го адресираме прашањето и да допринесеме во оваа борба. Владимир, сакаш нешто да кажеш? Само те молам покусо, ако може, при крај сме веќе на дискусија. Сакам само една анекдота да изнесам. Баш сега после овој наш разговор треба да видам и да пуштам една рецензија која се однесува на говор на Путин. Значи станува збор за наводен говор на Путин, објавен на Facebook од пред 6 месеци. Тој говор на Путин е виден на Facebook 300.000 пати за овие 6 месеци. Само вчера е видено 8.000 пати. Мислам, кога говориме за штетите, кој губи. Станува збор за говор кој Путин никогаш не го кажал. Станува збор за лажен говор. И во коментарите можете да видите, дај линкот до овој говор да го видиме, ни линк, ни ништо. Дури и тој што го напишал, што е битно дали Путин ова го кажал или не. Битно е дека тоа што се кажува е вистина. Значи, мислам, дури до тамо иде, не гледај ти дали ова е точно. Значи, не е битна вистината. Значи, мислам, видија штетата, 300.000 пати. Значи, штетите од оваа работа се огромни. И тоа се мултиплицира. И затоа во текот на оваа пандемија ги имаме сите овие теории на заговор. Значи, тоа е чудо едно. Мислам, што све читаме, и јас, нели, пошто морам секој ден да читам. Сите мораме. Но мораме да ја завршуваме дискусијата. Ќе ја завршам со вас, Кордалов, за самиот крај. Еве сега се наоѓаме во среде пандемија во која што буквално информациите можат да значат живот или смрт. Најбуквално во оваа ситуација, носење маски или препораки за држење растојание и слично. А околу тоа веќе има десетина, ако не и стотина разни заговори кои што се вртат и на светско ниво и овдека локално. Што можеме да направиме за да некако да излеземе од овој круг на дезинформации, лажни наративи и теории на заговор? Начнавте некои од работите кои што треба да се направат, но што е она најприоритетно на што треба да се осврне и државата, и граѓаните, и активистите невладиниот сектор? Најприоритетно што може да се направи, јас ќе се обидам малку оптимизам да внесам на крај, е дека ваквите ситуации
постоели порано. Да, за среќа не биле во толку голем обем, меѓутоа и порано луѓето во кафани, по дома, ширеле разни теории на заговори, разни работи непроверени кои што биле казале, кои што правеле штета и на институциите, и на демократиите, и генерално на општествата. И токму ова денеска што баш го илустрираше Владимир, значи може да се види на дланка. Што се случува е всушност една можност. Че можеме јасно да видиме кај е проблемот. И со само да дојде јасно ги нацртаме решенијата. Решенијата се следни. Секој мора да го преземе својот товар. Секој мора да ја преземе својата улога и најважно се, не сме да си подаваме како на фудбалски надпревар топката без никој да шутира на крај. Само постојано еден на друг. Ајде ти. Значи, секој во своето. Што значи тоа? Медиумите ги спомнав. Навистина се клучни во борбата со лажните вести. Прават многу. Потписот на новинар, новинарка, уредник, фотографка, снимател, денеска се клучни. Многу од нас се решаваат дали веруваат или читаат на вести или медиум според токму вие потписи. Личната одговорност. Че вие нити можете некому да забраните да верува во лаги, меѓутоа можете да му сервирате кредибилни информации. Тоа е ваша работа како институција. Меѓутоа личната одговорност е клучна. Че мораме да работиме. Она што сме го пропуштале со децени да вложуваме во сите граѓани. Да вложуваме, значи вложуваме во добри услови за живот, да вложуваме во можности да си дозволат технологија, да вложуваме значи во еднакво образование, бидејќи образованието не е еднакво во секоја општина и во секое мало. Да вложуваме во пристап до работите. Значи сето тоа што сме пропуштиле да го правиме децени, сега се огледува во тоа огледало и мора да почнеме да го менуваме. Улогата на социјалните медиуми за кои што многу зборувавме и кои што веќе се ја преземаат сериозно, на секои 3 месеци известуваат што направиле кои чекори ги прават. Регулаторите на национално, на европско, на светско ниво, кои што ги носат законите, начинот како тие се спроведуваат, колку се постапува по ваквите работи. Факт чекерите ни се тука, кои што вршат стварно важна работа, е препознаена од европските, од американските, од светските институции. Каков образовен систем правиме? Погледнете вие во текот на пандемијата што се случува. И на крај ќе повлечам само линија и ќе кажам дека ако не престанеме да градиме недоверба во дигитализацијата, ако политичките партии не разберат дека ова е тема која што треба да обединува, а не да разединува, ако власта, опозицијата не разберат дека всушност само сеење магла е ако се лажеме дека овој процес на дигитализација ќе застане или дека ќе се вратиме 20 години назад. Ако не престанеме да ги правиме тие работи, ако не почнеме да се сноѓаме во новото време и да градиме механизми како ние да ја користиме технологијата, а не да бидеме робови на технологијата, ништо од овие работи, дури да се спроведе што ги направи претходно, нема да биде можно. Значи, кога ќе ја повлечеме цртата, мораме да разбереме и да се помириме и да се завртиме вака наоколу и да видиме какво е ово време. Ова е дигитално време и бара дигитални вештини. Ако сакаме да ги спречиме конспирацијските теории, ако сакаме да ги спречиме лажните вести, мораме да поставиме здрава дигитална писменост и да се вклучиме и сите да го понесеме својот дел од товарот и одговорност. Толку е времето за оваа дискусија. Знам дека ова е тема на која што може да се дискутира со часови и со часови. Ви благодарам на вас за тоа што бевте дел од оваа дискусија. Се надевам дека допринесовме малку граѓаните да размислуваат на овие теми, а на сите што не гледавте и што не слушавте, ви благодарам за вниманието. Поздрав!